Тангото е навистина убав начин да се изрази креативноста. Токму на таа тема денес ќе зборува мојата колешка Ирена Пепелјуговска-Цветановски, која во моментов ја имаме на линк. Добро утро, Ирена. Добро утро, Оливера, до тебе. Добро утро, почитувани наши гледачи. Убаво кажа дека еве после вестите се јавуваме од еден преубав амбиент. Слушаме и ние во позадина убава аргентинска музика, аргентинско танго. Може би вие слушате, може би не, меѓутоа ќе зборуваме за убавините за тангото, ќе зборуваме за аргентинското танго и за она што почнува веќе од утре, а тоа се курсеви по аргентинско танго. Како што кажав на почеток, се наоѓаме во преубавиот амбиент на фамилија тангови и со мене ова утро, а заедно и со вас, е Марија Бејкова Ѓорѓиевска, која што е инструктор по танцување, по танц, овде во фамилија тангови. Марија, добро утро. Благодарам што ова утро еве вака рано ги отворивте портите на вашето преубаво студио овде во Тафталиџе, во Карпош, во општина Карпош. Ке зборуваме за она што ќе почнува веќе од утре. Почнуваат часови, курсеви по аргентинско танго. Ама пред да ни кажете за она што ќе се случува утре, една куса најава, кусо објаснување што значи тоа аргентинско танго. Ви благодарам прво и на вас за поканата и учеството. Во однос на тоа која е разликата од она танго кое што обично го гледаме на филмови, на телевизија и она кое што ние го учиме овдека е неговиот сценски израз, односно она што го гледаме обично е сценско танго со кореографија и по, да кажам, потешки движења, додека ние овдека работиме социјално танго, кое што може да го танцува секој и е наменето да се игра на танго игранки кои што ги организираме и тука и во разни локации низ Скопје. Значи се игра на база на импровизација, се учат некои чекори, меѓутоа она што се танцува во моментот се смислува тогаш кога се танцува, се импровизира. Едниот води, другиот следи и може да играте со било кого во светот кој што знае да танцува танго без претходно да вежбате кореографија и тоа е убавината на овој танц. Сега токму тоа се случува веќе од утре, започнуваат курсеви по аргентинско танго овде во фамилија тангови. Фамилија тангови, ве прашав и претходно, звучи многу интересно, примамливо. Претпоставам дека тоа е една големо семејство на танго ентузијасти, ете така, бидејќи ова е сепак социјално танго. Ајде да ми кажете веќе што ќе се случува од утре за оние курсеви, дали може да се пријават се уште луѓето или веќе е завршено пријавувањето? Има уште некое место, може да се пријават да ни пишат, а за што се работи е следново. Утре и задутре, значи викенд, имаме интензивен курс, почетен, значи за оние кои што никогаш не танцувале. Во тие интензивни 2 часа во недела и 2 часа во сабота ќе се изучат основните фигури, основниот принцип на импровизација и комуникација во таа танго преградка. За потоа да може да продолжат на редовни часови секој вторник и четврток, што ќе биде поразреден материјалот, додека овој викенд е баш интензивно да се навлезе понекако така, понаеднаш во самото танго, во самиот танц, за потоа да полесно да се совладува понатаму. Тешко ли се совладуваат техниките на аргентинското танго? Па тоа е индивидуално, како и за секоја друга работа, нели? Не е секогаш само талентот во прашање, туку и упорноста и вежбањето и желбата да се научи, а дека е нешто посебно тешко не затоа што тоа ни кажува фактот што имаме разни генерации кои што танцуваат, така што и на постари години може да се совлада, на помлади е нормално малку полесно, меѓутоа не е нешто кое што не му е природно на човекот. Танцот воопшто на човекот му е природно. Или уште како децата како мали танцуваат пред да знаат да одат, така што тоа е нешто што сите го носиме во себе, меѓутоа најверојатно нели животот малку не тера да го потиснуваме. А фактички тоа е слобода на израз. Самото тело има потреба да се движи, да се искаже на музика или нели во било која насока. Марија, кои се придобивките од тангото? И спомена различни возрасти. За која возраст е еве овие курсеви или часови по аргентинско танго наменети? Овие се наменети за возрастни, значи не се за деца, меѓутоа средношколци и студенти, за нив имаме посебен попуст. Исто така и за млади до 26 има посебен попуст, меѓутоа не сме ограничени понатаму во возраста. Како што кажав, пред се битна е желбата, нели да се. А кои се придобивките од тангото? Зошто да се запишат на танцување? Затоа што тангото има и психички и физички
придобивки. Значи, покрај тоа што ќе совладате нели една нова вештина, еден нов танц, ќе станете повеќе свесни за сопственото тело, за партнерот, за околината, за другите околу вас, па и за групата, затоа што часовите се групни, па се создава нели чувство на поддршка, емпатија, на солидарност. Исто така, нели, други физички придобивки е подобра координација, баланс, стабилност. Самото танго велат дека е еден вид на медитација во движење. Навистина, кога ќе дојдете на час и ќе се исклучите од се, нели, што ве притиска во секојдневието, навистина тој саат време, саат и пол, не мислите на ништо друго и буквално го чистите умот. Интересот е голем. Кажавте дека 2 пати неделно од потоа ќе се случуваат часовите. Колку е време трајањето на еден час? 45 минути? Не, саат и 15 минути еден час. Сега, полецка ќе си дојдат свадбите. Значи доаѓа период на свадби. Дали има младоженци, обично нели се отвара една свадба со танго, дали има интерес од младите да дојдат да го научат еве првиот танц, првото танцување и дали е баш тоа аргентинско танго? Да, во последно време има доста интерес за прв свадбен танц, тоа е са некој нов тренд што нас ни се допаѓа затоа што многу луѓе потоа и се одлучуваат и да почнат да танцуваат. За свадбен танц не работиме исклучиво аргентинско танго, туку адаптираме движење на песната која што ќе одбере парот, затоа што имаме ние искуство и во други танци, ако ни ги предаваме, сепак ја адаптираме кореографијата и на можностите на парот и од нивните желби, меѓутоа и од самата песна што ќе ја одберат. Сега, сакам да позборувам малку за фамилија Тангови. Имавте минатата година еден проект поддржан од Европската Унија. Може да ни кажеш малку повеќе за тоа? Да, Танго единство беше проект во соработка со Буена Виста, школата од Подгорица, исто така школа и за латино танци, меѓутоа и за аргентинско танго, и беше наменет баш за млада публика, односно за млади до 30 години. Претежно фокусот беше на студенти и средношколци. Околу 80 на млади го совладаа основниот танго курс, а потоа 40 од нив учествуваа во една крајна кореографија. И самиот проект беше убав не само заради тангото, туку заради нивната дружба. И правеа нешто различно што никогаш до сега не го правеа, кој што ги спои, ги сплоти и им даде некој нова насока во животот и во размислувањата воопшто затоа што навистина тангото е еден специфичен танц, како што кажав, и многу од нив останаа и да се дружат, да соработуваат понатаму, да доаѓаат на часови и се оствори едно нивно танго юнити, да кажам, семејство. Кога сме веќе кај часовите по танго, она што е специфично за танго е дека се игра со специјални чевли. Така, и секако облеката треба да биде специјална. Дали вашите посетителите, оние кои што доаѓаат на часови, треба да се носат собствена опрема или тоа вие го обезбедувате или како оди сето тоа? За почеток не инсистираме да се носат високи подпетици или не знам нешто специјално, затоа што нема потреба на почетокот да се дополнително излажуваме нели на потешкотија во движењето, така. Доволно е да се имаат рамни чевли кои што се чисти нели за овдека и кои што не се премногу груби, туку лесни, во кои што ногата, односно стапалото ќе биде флексибилно и може да се движи. За почеток тоа е доволно и нека удобна облека за да може нели да се движите. Понатаму кој сака може да си набави специјални танго чевли. Има кај нас некои што изработуваа рачно, меѓутоа може да се нарачат и од страна, но секако нели подобро е тоа да се проба, да се земе мерка и да се создаде нели специјално за нели тоа стапало. И пред крај на разговорот, имате ли нешто следно за најавување, некоја следна причина да ве посетиме? Во април ни е 4-то издание на Скопје Танго фестивал, Тодо е Самор или Се е љубов, кој што ќе се одвива во Музеот на македонска борба. Веќе по 4-ти пат таму имаме гости од Аргентина и гости од Грција, светски познати два пара кои што ќе држат часови, ќе имаат и своја настап. Имаме најава за многу учесници од странство, така што ќе биде еден убав настан, исполнет со многу танго, многу музика, многу дружење и смеење и воспоставување на нови понатаму танго пријателства. Тоа ќе биде следна причина и повод да се видиме, да најавиме или можеби да ни гостувате кај нас во студиото. Сосема за крај уште едно прашање е да ми одговорите дали и може и пензионери, луѓе во трета доба да дојдат овде на танцување и кое време се одржуваат часовите? Значи, во колку часот е тоа? Дали се предпладне, дали е попладне?
Навечер, часовите се вторник и четврток од 8:30 навечер. Затоа што 20:30 навечер, а што се однесува до повозрастни луѓе, секако се добре дојдени, немаме ограничување на возраст, така што секој е добре дојден да се приклучи. Значи, утре во колку часот? 18 е првиот час. Значи, првиот час започнува да резимираме од 18, сабота и недела интензивни курсеви по аргентинско танго, а потоа секој вторник и четврток од 20. Во 20 часот и 30 минути. Марија, благодарам. Преубава музика. Не знам дали имате можност да слушате ова што оди во позадина. Оливера, имаш ли можеби некое дополнително прашање од студио? Ке пренесам или ке се поздравиме? Ние слушаме музиката, барем јас не ја слушам тука во студио, меѓутоа многу успешни часови, верувам дека многу ќе се пријават, бидејќи навистина е важно да го знаеме, да ги знаеме чекорите на тангото. Благодарам, Ирена. Ви благодарам и поздрав до вас.